Драги гледачи, како што ви најавив, ова утро зборуваме повеќе за пишувањето, односно ја најавуваме промоцијата на една интересна книга. Станува збор за книгата насловена како Солзите на преспана, а токму авторот на оваа книга е заедно со нас ова утро. Станува збор за Лидија Дочовска-Павловска. И посакувам добро утро, добре ни дојдовте. Се надевам дека се чувствувате пријатно во студиото на телевизија Мега. Денес ке зборуваме токму за пишувањето. Добро утро на сите гледачи на телевизија Мега. Среќна сум што денесете пред мојата промоција ме повикавте и на некој начин тоа промотивно ќе се случи во вашата телевизија. Уште еднаш ви благодарам на поканата, чест и задоволство ми е. Секако, пред да започнеме да информираме или да ги информираме нашите гледачи дека промоцијата е денес во општина Ресен. Ајде малку повеќе за тоа. Да, промоцијата ќе биде денеска во 18 часот во големата сала на општина Ресен. Пред читателска публика не само од Ресен, него ќе има посета и од Битола, Охрид, од повеќе градови, секако од мојата фела, поети, прозаисти, писатели. Значи, среќна сум што и на некој начин има голем интерес и меѓу моите сограѓани, ради тоа што сепак Солзите на преспана е една книга што сакам да оставам печат на моето место, на мојот град Ресен, на мојата преспа, Преспанското езеро. Значи, не случајно сум го ставила насловот Солзите на преспана. Митот за преспана, односно љубовта на преспана спрема саканиот и незините солзи и создавањето на Преспанско езеро, некако тоа ме обседна и сакав на некој начин, таа книга да ја насловам со тоа име и така почна и мојата поема Солзите на преспана, со која ја добив се уште книгата не излезена и се радувам што на некој начин добив некоја сатисфакција. Солзите на преспана поемата доби првата награда поетска везилка, значи на манифестацијата во Прилеп што се одржа сега по скоро време. Честитки за наградата, тоа значи дека навистина квалитетно пишувате. Започнувајќи да разговараме токму за денешната промоција, токму на оваа книга, колку беше потребно време или да се пишува и која беше мотивацијата? Веќе начнавте дека не сакате да изостане она убавина од преспа, од Ресен. Како тоа се надоврза преку поезија и што можат да најдат нашите читатели токму во оваа книга? Оваа книга, верувајте, ја напишав за многу кратко време. Затоа што јас пишувам од многу долго, мислам долг период, уште од детството. Значи, уште од детството пишував како проза, така и поезија, учествував на разни литературни средби, конкурси, доста сум наградувана, бев уредник на литературното каче во Радио Ресен. Сакам да кажам дека имам голем фонд на песни, но сепак сметав дека песните пишувани во ова време ќе бидат некоја сатисфакција на мојата личност баш сега во ова време. Оти сметам дека и поезијата е историја. Историја затоа што секоја генерација си има своја историја. Преку искажувањето на своите емоции, своите мисли во поезијата, фактички се пишува за едно време, за некои размисли за животот, за некои случувања во животот, некој внатрешен порив или, например, сега како во овој динамичен живот, стресен живот, сепак постои некој отуѓување меѓу луѓето. Значи, сметам дека поезијата е сепак поезија на едно време. Значи, тоа што е пишувано сега е пишувано баш точно за ова време. Сметате ли дека преку пишувањето може ли да се промени нешто, на поубаво, на попозитивно, или токму и затоа секоја песна која што е дел од оваа книга ќе може, например, да биде презентирана и пред читателите? Секогаш, можеби, писателите немаат цел кога пишуваат, пишувањето доаѓа или несвесно. Ретко кога се пишува свесно, секогаш сме потикнати од некоја ситуација, некоја причина, некој човек,
состојба, но сепак крајниот резултат, било станува збор за песна, за расказ, секогаш има некоја поента која што сепак е упатена до читателот. Јас сум компромисна личност, значи секогаш сум ги сакала луѓето. И секогаш тој однос, човекот меѓу човек, сум го гледала, мислам, меѓу тој однос ја гледам смислата на животот и обстојувањето, па затоа и една од пораките во мојата книга почнува, кога би ме прашале која е љубовта на твојот живот, викам човекот. Значи да се биде човек со човек, човек меѓу човек, затоа што кога постои човечки однос меѓу луѓето, тогаш постои љубовта. Тоа е и мојата поента низ животот. И уште ова, кога убавиот збор се употребува во меѓучовечките односи, а не само во поезијата, тогаш и светот би бил поезија. Дали се поделени песните во циклуси, мајки предвид колку оваа книга брои веќе, колку песни? Значи, има 6 циклуси, 55 песни, така одлучив да има 55 песни, значи сите така концепирани, првите ми се секако за човекот. Лотосов сон е интересна песна, двосложна песна, пишувана првин воопшто за човекот, а потоа за човештвото. Значи да се биде племенит, хуман, да се има правда меѓу човек и човек. Значи сето тоа мене ме носило од низ животот. Ги сакам луѓето. Тоа ми е некоја состојба на состојба што ме тера на некој начин да бидам блиска со луѓето и да им помагам. Тоа ми е ген, да речем, така. Сигурно, дека веќе напоменавте и еве баш ја најдов таа прва песна, убаво било нели за нашите гледачи да знаат нели доколку бидат дел од оваа промоција, да знаат нели што ги чека кога ќе имаат нели оваа книга во своите раце. Значи за песната токму насловена како Лотосов сон. Ѕидот се поместува во мене. Топлото огниште го менува својот лик. А ти сигурен во твоето Фројдово его, фатам органично ја изигруваш стварноста. И го даваш својот лик, го изигруваш и ликот во мене. Не можеш да проникнеш во другата во мене, како странец што проси сред бел ден. Без куфери од срцеви творби, скиташ како месечар со шапка од метални ситнурии. Но ни мигното утро не те враќа, а денот како секундарник. Пред извршување на својата одлука ја спушта непокорната завеса на кинескиот зид. Попусто, како мигриран странец, без тронка од благиот ензим на најсладкиот колач. Чекориш несигурен чекор во непознатата територија. Струни мелодијата на хравовите жици. Го бара просторот на отсуството на сенилните сетила, за да допре до нервното ткиво на неиздржливата болка. Ме напушта ликот во огледалото, го облеа разиграното чувство на напуштеност. Ме прегрнува вечниот невидлив сопатник. Не давај се. Со очи му шепотам, не предавај се, го истура моето мировно оружје пред очите на другата во мене. Од глобалното огледало. Кога Јустинијан ќе ги балансира своите тегови. Хипократ ќе се насмевне на ликот во огледалото. И да бидам Ахил, тоа ќе биде мелем за мојата осетлива рана. И да бидам Сизиф, тоа ќе биде поттик за прогрес. Лотосовиот сон ќе се раздени. Над сладките води во ќе осанува осаменоста, а светот ќе го љуби светот и ќе живе вечно другата во мене. Погледнувам како дождот го љуби дождот, а две љубовни капки се леат по очните патеки. Љубовта го љуби човекот, а човекот е победник на своето денес. Навистина прекрасно, многу содржина, има човек што да размислува токму, еве барем во оваа песна. Што можеме да издвоиме покрај оваа песна како нешто што смета дека еве идниот читател треба да го прочита? Има, според мене, сега може би нескромно звучи, дека имам доста песни така и поучни, психолошко-филозофско сваќање за некои поеми состојби во животот. Значи, некои мои размислувања, некој мој животно искуство. Мене ми се допаѓа песната Расчекор, за која ја добив Климентовата повелба, прва награда, значи од фондација Такец. Тоа е расчекор меѓу нас и времето.
би било убаво да ја прочитаме. Повелете ако сакате. Јас предлагам вака да направиме една кратка пауза за нашите гледачи, да ги оставиме малку во сепак мала пауза за да знаат или што ги очекува. Ќе прочитаме уште многу содржини од оваа книга и нормално за самата содржина општо и на вашето творештво. Се подразбира ќе ви оставиме и вам, ако сакате нели да ни презентирате од ваша страна, бидејќи имаме што многу да зборуваме. Затоа, драги мои, останете со нас. Продолжуваме со нашиот разговор. Еве, направивме кратката музичка пауза. Нашата гостинка ни укажа на фактот дека покрај првата песна што ја прочитавме, дека навистина заслужува и песната со наслов Разчекор. Па еве имаме шанса и прилика нели да уживаме токму во овие неколку стихови кои што велат вака: тишко топло попладне, чекорам брзо, повикот не простува. Времето е тенко како нитка, но украсно и весело како рано пролетна ливада. Се надевам дека ќе го пречекорам со чекор, за мисла повисок, ќе го префтасам јас него. Зарем мене, времето да ме надмене, а ме засени со маглива сенка? Не, тоа чекори со мене, чекор за чекор повеќе. И го нижемо од здив во една бескрајна лента, од топли и ладни бранови. Ми подари школка, нели? Твојот шум и мојот шепот да останат за секогаш меѓу два пријатели. Ми подаде рака со безброј прсти кои залажуваат. Ти бескрајно водно суштество, кој го примамуваш секој нескрутлив давеник. За не веруваш во мене? Мислиш дека водното платно ме направи со детска чистота, кој го чисти рамното пространство од блиски шепоти. Заврти се сад себе, погледни зад мене. Фиксира крајната линија која не ограничува. И не држи на ист подиум, со адаптирани сценарија. Ме облече со боите на огнот, за да изгорам од искрите кои повремено ми ги сфрлаш. Зарем болката не боли? Или ги помеша сетилните вкусови ми даваш да плачам без глас? Дојди. Те канам гостин да ми бидеш. Да го запознаеш моето време, да го пронајдеш разчекор што постои меѓу нас. Тогаш ти ќе бидеш моето јас, а јас твоето ти. Еве, дел од токму оваа збирка. Кога пишувате најчесто? Во текот на денот? Дали може би зависи од ситуацијата, дали може би во ноќта, кога се чувствувате може би најопуштено, или зависи од секој миг различно, може би заедно кога сте со луѓе, па е скришом се тргнувате во еден простор па пишувате? Искрено да ви кажам, внатрешниот порив доаѓа сосема случајно и ненадејно. Значи, може би во утринските часови, во доцните ноќни часови, во текот на денот, па еве еден момент да ви кажам, пред да отидам на работа, бе во црква. Се вратив на работа, не ми требаше многу, значи 5 минути да ја напишам песната молитва. Значи, сето тоа е значи моментално. Внатрешниот порив или го имаш или го немаш. Значи, сепак се е до моментот, не е до времето. Сигурно. Покрај станува збор нели за книга поезија, која што еве слободно можеме да кажеме, барем еве за мене навистина прекрасни стихови. Планирате ли да пишувате проза или може би веќе имате напишано нешто? Проза пишував уште од детството и доста награди добивав за прозни дела. Сепак имам еден дневник на животот, што ќе ми биде основа за еден роман, може би автобиографски. Но сепак делата си го кажуваат своето. Пред време не сакам да зборувам, но сепак нема да прекинам. Значи, сметам дека наредниот период баш ќе биде поамбициозен, покреативен, дали во делот на поезијата, а секако и во делот на прозата. Значи, животот, да сме здрави и живи со Господ напред, очекувам да учествувам на разни манифестации со покреативна, по-стилизирана поезија, а потоа понатаму ќе видиме како ќе се одбиват работите.
Имајќи предвид дека еве вашите рецензии токму се од познати писатели, зборувајќи дури за Бурче Панов, кој што е навистина врвен писател и член на претседателството на Друштвото на писатели на Македонија. Што зборуваат вашите колеги, било од областа нели на пишувањето или другите колеги од работа, дури пријателите, ве поттикнаа ли малку повеќе ве? Може би секогаш човек се наоѓа во состојба, може би дел на несигурност, дали да издадам книга или не. Беа ли поттикени за да... Верувајте, најголем поттик добив точно од пријателите. Значи, првин од новостекнатите пријатели преку социјалните мрежи, значи тука ја најдов својата издишка. Преку коментари на нивната поезија, пласирање на мојата поезија и некоја лична сатисфакција со тоа добив и секако учествував на доста конкурси. Ете да ја спомнам и госпоѓа Милица Пауло, значи кога ја добив првата награда за песната Без наслов, песната Немир во мир, и така натаму. Значи, следеа повеќе, учествува во повеќе антологии, а во моментов 3 мои песни се преведуваат и на бугарски и српски јазик на меѓународна антологија. Значи, сепак таа инспирација и мотивација ја добивам со колегите од мојата фела. А кога зборуваме со колегите од работа, наоѓам и од нив силна поддршка. На некој начин се во тек со моите песни, ги обожаваат и од време на време сака да ги слушат. Така во момент на пауза на некој начин си доловуваме некои така емоции од некои песни. Одлично. Да се навратиме уште на еве Солзите на Преспана. Што сака токму тоа парче, поетско парче да ни укаже. Еве можеме и да погледнеме на дел. Ако сакате, слободно можете да прочитате доколку сметате дека треба да се стави нели акцент. Точно така, сакам да се стави акцент затоа што, како што реков, ја доби највисоката награда на национално ниво. Пишана е во стилот на преродбениците. Значи, тоа не е мој стил, а морав да го напишам така со тоа што сметав дека повеќе ќе ја пренесам убавината на Преспа, љубовта моја спрема преспанскиот крај, себе потрагата и затоа сметам дека вреди да се прочита. Ако ми дозволите, поемата содржи 2 песни. Прва песна со која почнувам и втора песна со која правам една завршна целина на целата стихозбирка. Ако првата песна е малце депримирачка и завршува со доста се солзи преспана, втората песна е оптимистичка со една порака гледај напред преспана. Тоа фактички е песна за секој од нас. За секој од нас што сакаме ете некогаш да го пронајдеме вистинското јас во себе, да најдеме сила да обстоиме и да продолжиме напред во животот. Така, слободно повелите. Токму еве ќе имаат можност нашите гледачи нели да уживаат токму во насловот токму на оваа книга Солзите на Преспана. Погледнавме веќе и слушнавме дел од стиховите кои што навистина се прекрасни. Ќе им дадеме нели можност на нашата гостинка да се представи нели себе си со она што е најдобро. Преспо моја, лулко моја преспо, кога би ја знаела жетта моја, би ме напоила со бистра езерска вода да ме наджедниш. Со ладна стомна жет да запрам, душа да освежам, памет да избистрам, тело да исчистам и со бистри очи да прогледам. Кога би ја знаела гладта моја, со свежо јаболко би ме заситила, мајчински би ме нахранила и никогаш гладна од љубов да не бидам. Преспо моја, лулко моја преспо, кога би се сетила на детството мое, од мене дете би направила да се надигра над брегот сончев, во безгрижни мисли на твоја убост би се радувала. Кога првите младешки тајни би ми ги вратила, со тебе се би делила, за да ми бидеш моја тајна најголема. Преспо моја, лулко моја преспо, пренеси ме преку езерската шир, кога тишината царува над тебе, кога ноќта те обвие со неба звездени.
Јас да бидам патник со чамец кој плови под звездено сино езеро, за да ги допрам твоите езерски звезди со сијајот на небесните звездени патеки, за да се закотвам на последната дестинација, на мојот остров. Со преспана монолог да водам, рака да ја подадам, од езерско дно да ја избавам. И во тоа царство на природата, со ехото на гласот да ја разбудам, природата да ја вдахнови, животот да ја обнови, солзите да ја ги избришам и да ја речам, доста се солзи преспана. Одлична вистина. За крај на нашиот разговор, што сметате дека секој човек од аспект, бил да станува зборен или да е писател или не, што е оно што човекот треба најповеќе да го знае за себе си, имајќи предвид дека секогаш, особено кога пишуваме, размислуваме, дел во моментот, но повеќето нели откако ќе се напише нешто или пак откако ќе прочитаме нешто. Јас би сакала во тој контекст, на задната корица од мојата книга, ја имам главната порака. Зошто сум ја напишала и што сакам, на кој начин сум сакала да влијам на моите читатели. Па би сакала тоа да го прочитам. Може, повелете. Почитуван читателе, додека ја читаш оваа книга, знај дека водиш диалог со мене, преку кој навлегуваш во суштината на едно човеково битисување, од чие секојдневие сме дел и самите ние. Животното патешествие е посебно индивидуално, но сепак и колективно, затоа што обстојуваме на исто животно тло. Тагата нека ти представува ситна мушичка која и не мора да се уништи, нека тлее како искуство, како поттик за позитивно обстојување. Сакај го животот, со многу внесена љубов во него према мали и беззначајни нешта, затоа што во животот ништо не е ситно, малечко и беззначајно. Таа љубов станува голема, како што и животот една голема љубов на сите нас. И нека станат солзите на преспанат звездички кон твојот пат на светла иднина, затоа што животот е прекрасна абстракција. Верувам дека и ти, драг читателу, носиш барем една солза на преспана. Насмевни се и продолжи напред. Тоа е мојата главна порака преку целата стихозбирка. Драга гостинки, ви благодариме нели што бевте дел од ова издание на утринската програма на телевизија Мега. Ви посакувам многу книги, многу убави напишани зборови, многу промоции и секако стои поканата нели до нашите гледачи денес за сите што сте слободни во Ресен во 18 часот да бидат дел од вашата промоција. Се гледаме нели во следна прилика за следна книга. Ви благодарам од срце. Секој добро на сите вас. Драги мои, го завршуваме овој разговор. Навистина се надевам дека уживавте во прекрасните стихови и научивме нешто повеќе за животот преку солзите на преспана. Останете заедно со нас.